but he left one final warning. 1984 is, I believe, a quite terrifying masterpiece. So terrifying, in fact, I don't think I should like to read another like it. I am not absolutely dissatisfied with it. I think it is a good idea, but the execution would have been better if I had not been under the influence of TB when I wrote it. You once claimed that you have an ability to face unpleasant facts. Is that what you've demonstrated in 1984 by drawing an accurate portrait of the future? I think that allowing for the book being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph, and self-abasement. The sex instinct will be eradicated. We shall abolish the orgasm. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. Добродојдовте на каналот. Денеска ќе зборувам на една тема која е предвидена пред повеќе од 72 години, а на вас останува да процените сами дали ни се случува ова. Джордж Орвел и романот 1984. Дали романот 1984 ја предвиди денешната ситуација во светот? Кој беше Джордж Орвел? Джордж Орвел беше романсијар, есеист и критичар, најпознат по неговите романи Животинска фарма и 1984. Тој беше англиски новинар и човек со силни мислења, кој се осврна на некои од главните политички движења што ги предвиде за денешно време, вклучувајќи ги империализмот, фашизмот и комунизмот. Неговото дело се карактеризира со луцидна проза, социјална критика, противење на тоталитаризмот и поддршка на демократскиот социјализм. Животот на Орвел, тој е роден како Ерик Артур Блер во Мотихари, Индија на 25 јуни 1903 година, син на британски државен службеник. Орвел умрел од туберкулоза во болницата во Лондон на 21 јануари 1950 година. Иако тој имал само 46 години, во моментот на неговата смрт, неговите идеи и мислења живееле преку неговата работа. Орвел ги поминал своите први денови во Индија, каде што бил стациониран неговиот татко. Неговата мајка го однела него и неговата постара сестра во Англија околу една година по неговото раѓање и се населиле во Хенли он Темза. Неговиот татко останал во Индија и ретко го посетувал. Орвел навистина не го познавал својот татко, се додека не се повлекол од службата во 1912 година. Според една биографија, првиот збор на Орвел бил под наводници ѕверски. Тој бил болно дете, често се борел со бронхитис и грип. Орвел почнал да пишува уште на рана возраст, наведно компонирајќи ја својата прва песна на околу 4-годишна возраст. Еден од неговите први книжни успеси дошол на 11-годишна возраст, кога имало објавено песна во локалниот весник. Образование. Како и многу други момчиња во Англија, Орвел бил испратен во интернат. Во 1911 година тој отиде во Сент Кипријан во крајбрежниот град Изборн, каде што го доби својот прв вкус на класниот систем во Англија. Со делом на стипендија, Орвел забележал дека училиштето подобро се однесува со побогатите ученици отколку со посиромашните. Не беше популарен меѓу своите врсници, а во книгите ја наоѓал утехата од неговата тешка ситуација. Тој читал дела од Радјард, Киплинг и Херберт Джордж Велс, меѓу другите,
Она што му недостигаше во личноста, тој го надополни со памет. Орвел доби стипендија за коледжот Велингтон и коледжот Етон, за да ги продолжи студиите. По напуштање на индиските царски сили, Орвел се борел да ја отпочне својата писателска кариера и се занимавал со секакви работи, за да врзе крај со крај, вклучително и да работи на мијење садови. Првото големо дело на Орвел го истражуваше неговото време за животот во овие два града. Книгата дава брутален поглед на животите на сиромашните работници и на оние кои живеат минливо. Не сакајќи да го засреми своето семејство, авторот ја објавил книгата под псевдонимот Џорџ Орвел. За да се издржува, Орвел преземал различни задачи за пишување. Со текот на годините напишал бројни есеи и критики, развивајќи репутација за производство на добро изработена книжевна критика. Во 1941 година Орвел се вработил во BBC како продуцент. Тој развил коментари на вести и емисии за публиката во источниот дел на Британската империја. Орвел е најпознат по два романи «Животинска фарма» и 1984. Двете книги, објавени кон крајот на животот на Орвел, беа претворени во филмови и уживаа огромна популарност низ годините. Ремек делото на Орвел 1984 беше објавено во доцните фази од неговата битка со туберкулозата и непосредно пред неговата смрт. Оваа мрачна верзија за светот, поделена на три угнетувачки нации, потикна контраверзии меѓу рецензентите кои сметаа дека оваа иднина е премногу очајна. Во романот Орвел на читателите им дал увид во тоа што би се случило доколку владата го контролира секој детал од животот на една личност, па се до нивните приватни мисли. Романот 1984 е напишан од 1946 до 1948 година и објавен во јуни 1949 година. Тој е дистописки роман на Џорџ Орвел, всушност Ерик Артур Блер, во кој тоталитарната надзорна држава во романот 1984 е прикажана ситуацијата што денеска се случува. И покрај се присутниот надзор, Орвел сака да каже дека секој треба да ја обезбеди својата приватност и да научи нешто за вистинското минато што власта го крие преку опсежното историско фалсификување. Овде станува судир со системот кој ве затвора и мачи и ви го пере мозокот. Романот е тесно поврзан со сегашноста од предвидувањата на Орвел. Романот често се цитира или се споменува неговиот наслов или името на Орвел, кога станува збор за критички коментари на мерките за надзор на државата или укажување на тенденции кон надзор на држава. Према неговите предвидувања не очекува многу тешка иднина со премногу голема контрола над луѓето на секој можен начин. А евеа и содржината на книгата. Светот е поделен на три завојувани сили, и тоа се Океанија, Евроазија и Источна Азија, кои се во постојан конфликт или војна меѓу себе. Се присутната полиција на мислите постојано ги следи сите жители, со уредите што не може да се исклучат, кои во исто време визуелно ги следат и прослушуваат сите станови. Државната телевизија потикнува на омраза кон државниот непријател. Оваа омраза секој ден одново се закачува во луѓето како дел од се присутна пропаганда и служи за спојување на населението преку заедничка се присутна и очигледно надморна слика на непријателот и за нивно одвлекување од нивниот живот на напорна работа и лишување. Дополнително, власта влие на размислувањето во нејзина полза со постојано повторувани пароли како војната е за мир, слободата е против робство и незнаењето е сила. Во текот на заплетот се поставува и прашањето дали самата власт можеби тајно не ја организира целата проблематика со другите земји и теророт, за да обезбеди изговор за масовно следење, постојаната состојба на вонредната и сеопфатна репресија да се постигнува. На нивното следење, граѓаните постојано се подсетуваат со постојаното повторување на паролата "Големиот брат те гледа". Животот е обележан со проблеми со снабдување на средства за екзистенција, постојан надзор, страф и недостаток на лични односи. Во најголем дел, работата се состои од манипулирање на историјата во интерес на власта, односно манипулирање и бришење неповолни факти и податоци и на тој начин фалсификување на историската вистина за јавноста и потомството. Сите членови на власта кои се познати живеат како кралеви.
Може би власта ја лажирала сегашната ситуација за да ја оправда тековната состојба. Дури се поставува прашањето дали проблемите кои често се случуваат, дали се лансирани од самата власт. А дали е точно или не, останува на вас да процените сами. Дали се случува ова или е само добро направен роман од пред 72 години. Доколку ви се допадна видеото, ставете еден лайк, еден субскрайб или претплати се. А тоа е бесплатно. За вас може ништо не значи, а за мене значи многу. Доколку сакате видео на некоја тема, пишете во коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.